opštini Галицоа, од село Арменско. Повеќе сме дојдени туа во Canadian Macedonian Place да говориме со Стефан Стериотски. Ва вечер е понеделник, октомври 4, 1993 годината. Со сега имаме ние да проговориме со Стефан за живечката мина, како беше кога беше мал во селото Мино и во Канада, од кога е ова земја тука. И сега му зборуваме на Стефан тука. Благодарам многу што ме поканавте да бидам во Canadian Macedonian Place како гостин со нашиот македонски народ, што се разбираме по наши македонски. Јас можам да кажам, сум роден 1920 година, 27. јануари во селото Сливница, Преспа во Македонија. Нашиот живот, како секој млад човек, го поминавме со школување од деца, па понатаму со фамилиарниот живот, кој тогаш се занимававме со мала фарма, со земја и домашна фамилиарна живот. Колку години си сега ти, Стефан? Јас сум сега од 20 па до оваа година се навршија 73 и се наближува 27. јануари, што ако стигнеме да бидеме здрави живи, ќе биде 74 години. Од кој село си? Од село Сливница, Ресенско, Преспа, Македонија. Какво село беше вашето село? Големо село, мало село? Нашето село беше не големо. Ќе ви кажеме ваква историја, колку толку што беше, 45 куќи до 50 на куќи, до 50 фамилии. И денес истото е селото. Колка ваш село на тоа време беше, луѓето се велеа 40 куќи, големо село или мало село? Па за тоа време беше и токму некаде средно село, и селата беа поразлични од времето на тој живот тогашниот, и малите села се сметаа како и средните села. Какво беше планина, имаше поле, што беше? Нашето село се наоѓа токму од висината на Перистер планината и средината на езерото Преспанско. На езерото? Беше близо езерото тојте да се капите или не? Езерото беше близо и исто е така близо со 10 до 15 минути од селото до езерото. Само за тоа време ќе ми простите, што ќе кажам слободно, дека не како денес што се капе и што летуваа луѓето, тога беше поинаку, земјата требаше да се работат, селаните треба да ораат, да копаат и да направат се за животот од рака. Тога не се купуваше ко сега, оди во продавницата да купиме панталони, палта и се што се носи. Тога нашите мајки, нашите баби и дедовци се праја од рака. И така беше животот и затоа ние немавме време да одиме на езеро да се капиме. Колка бака? Фамилијата наша беше 11 члена, 11 души. 11 души. Да. Мајка, татко, шо гајка? Мајка, татко, брат, сна, мојата жена, 3 ќерки имав, 2 синови, внучина, 11 членови, 11 луѓе бевме во нашата фамилија за времето кога бев до 68 година на стариот век. Кажи ми, Тровче, за кога ше мало дете, пред да се жениш, со мајка ти, со татко ти, каква ви беше живачката, имате сколнина, што ви беше јадењето на тоа време, каква беше живачката тогаш? За времето што беме малки деца, ние одевме на едно школу во друго село со полојна са далеку беше. Немаше во нашето село школу. Тоа беше поранешна, не бивша Југославија, што се вика сега бивша Југославија, и направиме многу.
Тога беше кралската Југославија. И ние одеме во едно село се викаше Крани. Од 27 година јас почнав да одам на школу, до 31 година завршив школото, 4 години со основно училиште. И повеќе тога не можевме да учиме, затоа што такви беа времината, немаме услови да плаќаме и се враќавме од школото, кој ќе си дојдавме дома, со домашните работи, ке ми порачаше мајка ми да дојдам дома, да наранам пилината, да наранам прасето, да сметам по куќата, да одам да наполнам вода. Мене не ми беше страм од Ти никој. беше доста стопар. Па сигурно бев, јако бев мал, не сакам да се фалам. Мене не ми беше срам ни тога, ни сега, нити страф од нешто. Работите што треба на една фамилија и за луѓето што треба да живее, секој треба да поможе колку што може. Шо јазик говорете во школијето? Јазикот си го говоревме исто вака. Македонски. Шо писмо четете? Исто македонски. Македонски. Имаше во школијата, да речеме, еден предмет на српски, имаше по веронаука, како што се вели сега веронаука, не знам тука да кажам, ама знам да кажам дека ова што е црковно, духовно, и тога се предаваше. Инаку учеме вака. Сега имаше писмо и нешто малку српско и ние си зборавме македонски. Македонски. Татко ти работа на нивието? Татко ми и мајка ми работаа на нивието. Татко ми пред да станам јас вака повозрасен, беше 3 пати дојден во Америка, по 5 години, 15 години, и се врате некаде по 20 и... Тој се врате повеќе пати, ама 29 година се врате врхално да живи. Шо беше името на мајка ти? На мајка ми Флоринка беше името, и мајка ми почина сега оваа година, на 22 септември. Септември, година. Оваа година, и мајка ми е родена 1899 година, 4 мај, а живеа до 1993 година на 22 септембар умре, живеа 94 години и од мај, јуни, јули, август и септембар, уште 5 месеци од 94 години. Значи, мајка моја стигна некаде 95 години. Каква беше во селото твое? Мајките шо роло играа на тоа време? Демека, како држија куќата, шо ви готвеа? Имаа некаква поеза да оде во нивието, шо да работае лието? Шо му беше работата на жената во вашето село на тоа време? На мајка ми. И ја. За мајка ми ќе ви кажам, не да се фалам, оти ми е мајка, ќе ви кажам една вистинска историја. Мајка ми беше од сиромашка фамилија, која се маже за татка ми во селото наше Кливница. Мајка ми беше еден мајстор во селото, што секоја домакинка, што не знаеше да направи од селско што се правеше, за да се ткае, за да се преди, за да се снова, на разбој се ткаеше, сите доаѓаа да ја викаат за да му поможи и да му каже. Демек, македонската мајка беше дирево во фамилијата. Не само во фамилијата, во селото беше како еден доктор. Да не вербат. Татко ти твој како вика татко? Татко ми се викаше Ристо. Татко ми Ристо беше само ук, само научен да пиши и да чита, а тој, селаните и луѓето што имаа потреба за да му прочитат весник, да му напиши молба, секогаш во секое време можеше да му каже и да му поможе. Каква црква имате во селото? Црквата во селото се вика Света Петка, македонска православна. Уба црква беше, мала црква беше, луѓето одеа во црква многу? За времето што беше, црквата не беше многу голема, према селото,
према населението во селото. Не беше многу модерна, не беше некаква, убава за селяните и за она што е историско за националноста на еден македонски народ. Нас ни беше убаво. Во селото, што имате? Имате кожбашија, што имате чуадари за полето да чувае? Како селото држеше да биде мирно во тоа време? Да не прави народот геронтија? Па, затоа можеме да кажеме вака, селото имаше кочобашија, кај нас го викаа кмет. И некои други луѓе, за редо да се држи, самите селани, самите луѓе го правеа. Затоа што се сакаа луѓето, немаше никој против еден и други, сите си беа заедно. Кога ќе дојдеа некои прослави да се славе во селото наше, се славеше еден ден Митровден, се славеше Света Петка летна, Света Петка зимна, се славеше Свети Никола и се славеше еден манастир имаме Богородица мала. Тога нашите луѓе, селяните, памтам како дете и одопто и се, и до вчера, што се вели зборот, селяните ќе одеа в црква, ќе се и да правеа падетите и кои ќе се вратеа, ќе почнеа од краја на селото со повизита од куќа на куќа и си пијаа со едно баурче раќија, не со чеши. Да влазе. Си пијаа со една каренца вино, немаше никој теклив и страм оти се напил тој или се напил овој па да не пијам јас. Си се сака и до крајот така со милост и со добро разбирање си живеевме во селото. Кој ви беше најголемиот празник во селото, што сели луѓе беа радосни многу? Па за празниците, како што се и секаде, не само во нашето село, беа тие како Великден што е, еден историски наш празник, христијански, исто така и Божик, па и Нова година, Василица што викаме, и овие слави што рекоме, што си има определено некој Света Петка, некој Митровден, некој Свети Никола и Што така чекаа на раќија? Чекаа на раќија и на ручок и на вечера одедме. И се славеше уште еден ден, други, тоа беше еден ден што го велеа Свети Јован Крстител, редоач. Во тој ден си имаа определено селаните неколку крстови што си славеа 15 куќи или 20, па некој 10 куќи, некој помалку. Тој беше крст од Свети Јована Крстител, што си го земаа со ред селаните и си одеа една година кај еден, друга година кај други и така си завршуваше со ред кај секој домаќин, кај секој што беше во тоа што си го имаа определено крсто, кој повеќе фамилии, кој помалку. Кај се крепеше црквата? Што му давате на црквата да се крепи? Пари му платвате, уши му платвате? Или црквата имаше ниви и нини што ја даваше со кирија? За црквата што се крепеше за тоа време, во порано, од кога памтиме ние, црквата имаше што народот македонски имаше подарено не само македонскиот народ, имаше подарено и од турци земја на црквата. Имот, ливање, а народот македонски кој ќе дојдеше Великден, пречиста се викаше. Секој од фамилијата кој колку сакаше, кој колку можеше, ќе подареше јаре, ќе подареше јагне, ќе подареше пари. И така црквата ставаше богата. Зашто? Затоа што црквата не беше оддалечена од народот, народот беше на црквата и црквата беше на народот. Во манастирот наш, Сливница, Богородица, мала, 21. септембар што се слави, и што се славеше, немаше човек кој ќе поминеше за времето во манастирот да не ручат и да не вечера, затоа што манастирот беше богат
Имаше кози, имаше овци, имаше свињи, имаше кокошки, имаше јадење и пиење, али народот секогаш подаруваше и си беше заедно со црквата. Сега кога ти дојде времето да порасиш, да се сториш маж, пред да се ожениш, што беше политиката на тоа време во селото ваше? Што политиката рада, што беше партизанското беше или предпартизанско? За времето, јас пред да се женам, беше уште така таа, што рековме, поранешна кралска Југославија. Политиката си беше како секоја држава што се имала и секоја царство и кралство, али од 1941 година, кога веќе се јаве Втората светска војна, кога му закажа Хитлер на светот војната, тогаш се јаве политиката да разберуваме и да знаеме што значи. Колку години беше ти тога? Јас тога имав 19 години. Кога се фати, пред да спади партизанското, што жени или по партизанско? Јас се оженев 39 година, а партизанското се почна разбира 41 година. Со имаше фамилија и малечки ти тога? Има првото дете рожба ми беше ќерка ми, што беше родена 42 година. Се не вас везеа наскер или излеготе партизани? Како ќе ниста тога борбата да стане? Борбата да стане во Македонија беше вака колку што ја познаваме ние, не само во Македонија, тога беше таа кралска Југославија. Хитлер кому заказа војната на светот, на Европа и на Балкано и секаде, 41 година на 6 април, кралот Александар беше умен, неговиот син наследуваше крал Петар и тогаш подписа не сакаме рат, сакаме пакт. Се помирија без борба да поминат. Али во тоа време народите на Југославија и многу други народи по земјите се најдоа во опасност, затоа што сакаше тој германскиот агресор Хитлер да ги пороби сите народи. Тој викаше еден Господ на небото, втор Хитлер на земјата. Така народите на Југославија тогашна, бидејќи Македонија наша, која беше распарчена од 1913 и 12 година и денес уште се постоje разделена и незаедничка од тие наши клети душмани и непријатели на Македонија, не можевме ние да се кажеме македонци. И тога борбата ги повика системот на водачот на партијата комунистичка Тито, кој беше народите да се борат против тој агресор што ја окупираше земјите за 24 сати една држава да поробеше. Народите не само на Југославија, сите миролюбиви народи на светот кои се бореа за мир и слобода и национални човечки права, станаа да се борат во таа Втора светска војна. На тоа време ние, кога стана во германското партизаните, кога стана, јас си од Грцка Македонија. Не е Грцка, Егејска Македонија. Егејска, како велите, ние велиме така. Ние на тоа време чекаме што имате повеќе слобода во Југославската Македонија, да дојде нас да не ослободите од оваде од Битола. Зошто беше пречката што не дојдоте од оваде да предемите таа Македонија? Ние, Уште бола јаме ние за тоа нешто. ние, сестро и браќа, слободно можеме да се избораваме. Ако вие и ние си се разбираме, ево јас за времето кога бевме ние партизани,
во 1944 година во касарната во Ресен 3 дена ние манифестиравме, са бајле ќе одевме за да земиме поручок и после ќе се вратевме, ќе имаме политички час и ни предаваа дали ќе одиме за Солун, али ќе одиме за Берлин. Не се велеше за Сремски фронт. Ние викавме сите македонци во касарната во Ресен и во другите касарни, во Република Македонија и сите војници за Солун, а не за Берлин. Едно ќе кажам. Мислата наша, заедничка и ваша, многу е близу и многу е мила и убава, само да се разбериме, да не погрешиме. Ние ако дојдевме на Солун да се бориме, да ни разберете и да ни поверувате, не се боревме со грците и со Грција. Тамо лежеше Англија, тамо лежеше Америка, и ние Македонија, и ние македонците, само можеме едно да направиме, да го изгубиме македонскиот народ, а не да победиме. Како и денес што е политиката на тие капиталистички земји за светот и за човечките права и за признавањето на Македонија. Македонија седи вака со скрстени раце, мирува, почитува сите права. Денес не ја признава ни Америка, ни Канада, ни многу некои други земји. Зошто? Може е сиромашка Македонија, може нема капитал за да одговори на тоа. Јас може да грешам на ова интервју, па се извинувам на грешките кои ќе ги направам. Кога беше во партизанско летиво Аскеро да се борите против германците, што ти беше дома фамилијата, жената, малки имаше, трга мака нешто на тоа време или не? Затоа многу лесно ќе ви одговорам. Јас имав и брат мој помал, што беше роден 22 година. Брат ми беше од 1943 година партизан 9 месец август. Беше во Егејска Македонија на цела година и може колку пати премина границата пешки од Егејска Македонија за Вардарска Македонија. И нашата куќа беше една база на прием, што секој ден доаѓа позадинци, партизани, некогаш во селото ги прима селяните, партизаните, позадинците и после откажува. И ние сакавме и не сакавме, кај нас ќе се прибереа и последниот залак што ќе го имаме за децата, лепче или сирење, ќе му го дадевме на ними и нашата куќа, старата куќа, ако постоеше денес, уште не ми е страм, што ќе кажам, може стисоите, зидоите, ќе беа полни со вошки. Жената наша и мајка ми секој ден переа на реката од вошките, од тоа што беше за времето на таа борба, за времето на тоа партизанство, кој луѓето не само што имаа вошки, ами и животите ги дадо за слободата на овој наш македонски народ, кој денес насекаде во светот ние со еден дел ослободен од Република Македонија, тоа е Вардарскиот дел, што можеме да се кажеме македонци и да носиме национално и социјално име. Многу е жал и голем е срам за светот кој денес води политика за признавање на човечки права, а човечките права нашите браќа ги нема ни во Пиринскиот дел, ни во Егејскиот дел да не зборуваме, и дури и во Албанскиот дел. Не е тој дел албански, таа е мала наша преспа, кој денес нашите браќа од мала преспа од Албанија се иселуваат во Република Македонија, но тој ќе не биде многу жал посетне и грешка направена наша, затоа што тој ќе дојде како што и нашите браќа што дојдоа од Егејска Македонија во Вардарска Македонија.
И денес што не можеме да се вратат тамо, да си видат своите гробови и огништа на татковци и мајки. На тоа време и во секакви покој има писано зашто македонците борци што беа на тоа време партизани, најголема мака му давало на германците за да преземе тамо. Германците падна многу марши тамо против македонците борци. Кажи ни Тровче за тоа и како си добил овие твоите медали на тоа време? За времето на борбата и револуцијата Македонија и македонската војска броеше 100.000 војска. И за тоа борба во Втората светска народна освободителна борба Македонија даде 20.000 жртви, што загина, што денес во градови, во села, во планини, во полина има споменици, гробови и уште и нема некаде и денес орлите ги видаат коските на нашите паднати борци. И така Македонија не само тоа. Во Македонија имаше една голема катастрофа од тие фашистичките орди, окупатори, специјално од бугарската полиција, војска, што беа 20.000 интелирани и малтретирани по затвори, по логори македонски народ. Ете, тоа беше историјата на борбата и револуцијата на нашиот македонски народ, кој денес од таа историја на борбата и револуцијата на нашиот македонски народ дојдовме, верувајте, и до наша македонска армија да направиме. Затоа што во 1944 година, кога се одржа заседанието на Асном во манастирот Прокопченски, тогава беа донесени одлуки и беше призната Македонија равноправна членка федерација во заедницата на таа Југославија тогашна што беше. И времето каза, и тогаш беше речено, ако дојди време, може да биде и до само оцепување и само определување. Тоа го доживеа нашата република, тоа го доживеа нашиот македонски народ, што може да се радва секогаш на таа наша република, ако бидеме единствени и заедно и разумни да си ја почитуваме историјата на борбата и револуцијата. Јас ќе кажем уште нешто друго, што без ваше може прашање. Сите борби, ние имаме стара историја и долга македонскиот народ. Почнуваме величино од Александар Македонски, па цар Самоил, како војсковоѓи. Александар Македонски продолжил со неговата војсковоѓа, стигнал до Египет и така некаде завршил. Но не предал некое кралство и царство. Така и цар Самоил дошол разбира со неговата војска. На Галасица му биле ослепени 10.000 војници. Па дошол тамо на Преспанското езеро, кај што е нашето место, село, езерото Преспа. Тамо се зборува и се кажува дека имал престолништво на цар Самоил. И денес зборуваат тврдините на цар Самоил во древниот град, во историското дело и царството на Македонија, тоа е Охрид. На највисоката планина над градот постојат тврдините на цар Самоил, кои се зидови од 2 метра широки, па други спомени што постојат. И така си доваѓале и кресјанското востание, и Карпошовото востание, и првото илинденско востание. Првото илинденско востание направило една голема бразда што ја заорало, што направило прва Крушевска република на Балканот во 1903 година. За жал, од многобројната турска фашибузок војска, пак било угушено востанието. Но македонскиот народ не заборавил. Македонскиот народ си взел закретва и продолжил
во таа Втората светска војна, да македонскиот народ се избори само со своји сопствени сили, никој да не го поможи, никој да не му подарува ништо, самиот да се ослободи. Ете тоа беше таа народно-ослободителна борба, што сите тие војни и војсковоѓи ги помина со тоа време и да дојме до едно наше сознание и разбирање, треба да ги поздравиме сите оние што се бореле и треба да му дајме една голема чест, а сега специјално за овој нашиот национален празник што доаѓа 11. октомвр, денот на востанието на македонскиот народ, јас сакам да го поздравам целиот македонски народ и сите браќа и сестри од сите краеви на Македонија, да му дадеме еден почит на тие што ги подарија животите за слободата на Македонија. Каква ви беше живачката од која презее во Македонија, кој ви дадува тоа право во Југославија да станете овче, ви кладува пари во на Тито времето? Колку поарна ви беше живачката од која презее Тито на тоа време? Или не беше? Ние слободно зборуваме и се разбираме. Од кога Тито со неговата борба и револуција, тој каза пред да биде заседанието на АСНО, која беше заседанието на Авној во 1943 година во градот Јајце, каза тој, иако нашата делегација за тоа време не беше модерно како што е денеска животот, да имаме автобузи, да имаме превози, да има лимузини и така натака, луѓето одеа пешки, не стигнаа на време за да стигнат на заседанието. Но Тито, вечна му слава и памет, рече: има Македонија, има република и постоje македонски народ. Со тоа треба ние да му припознаеме на Тито, што ни даде тронде право за да се каже што има народ останати од македонскиот народ. Тито го има во цела Европа да биде еден најголемиот политикалот човек што беше. А македонците го пулеја за тоа како голем политикал човек или не? Како пулеја македонците тој човек? За тоа да ви кажам вака да искрено, дека луѓето свесни и културните секогаш може да виде вистината и да признаат она што е добро и што е направено за народот и за секој еден човек, дали посиромах, дали побогат. Кога достори Бојо, кога се дојде дома, кога се дојде германците, кога се собрате дома имаше народ, селата кај присобрате? Сомака голема или остана кујки истурени, шо беше? Стока, кога се влезе, Тито стока немате се, стоката ојде на државата. Тоа беше малку подоцно. Како стана тоа време? Кога се вратиме ние од борбата во 45-та година, на 9. мај или 15. мај заврши војната во Југославија. Тогаш се вратиме, се разбира дека имаше опустошено и патишта расипани и мостови, не само што и расипаше непријателот, ами и ние борците и војската македонска расипуваше затоа што требаше да му расипи мостот на германците и на бугарите, на италијаните да не можат да дојдат во другиот град. Али требаше да расипи, да минираме линијата што врви возот. И тоа беше сиромаштија голема и упустошено беше. Не е кој денес што гледаме секаде да свети електрика, струја, патишта изградени, модерни џабида, модерни магистрали, фабричина направени колку толку и се она што го имаме и секое село направено, модерно, обновено. Тоа беше сиромаштијата, тоа беше кризата, но за тоа народот македонски
со песна и со братство, сите работи со доброволни ударнички работи си ги направи полека и дојдовме до овај денешен модерен живот, како што го има некои држави што постоја неколку нас кусо време од 1944 година за 50 години што постоја народно-освободителната војна на Македонија, постоеле држави со векови и за тие работи што му се гледа многу напредна таа Југославија, да не зборуваме за Македонија, денес трае некој и освета на тоа изградено дело што беше од таа народно-освободителна борба. Стефан, кажи ми трошче сега за фамилијата твоја, кој дојдот од партизанското, што стана со брати, што беше партизан, останаа живи, колку минати загина во фамилијата, во брачеви, браќа, што би беа цели во тоа лошо време? Кажи ми нешто тоа за таа работа. Ќе ви кажам дека тоа беше некоја среќа на луѓето што останаа од целото наше, не загина во времето на борбата. Останаа сите живи. Брат ми од 43 година се врате од партизанството во 47 година 15 мај. Се до последното ослободување на цела Југославија и после се разболе, беше на боловање во санаторија и тој си дојде во 47 година 15 мај. Па за несреќа не стана во селото наше, во други села имаше такви работи што се случија, што загинаа луѓе и по 45 година, поправо 44 година, 15 мај се изврше едно убиство од една група што беа на бугарите агенти во селата Подмочани, Курбино, Крани, Зубојно, Брајчино, кои беа стреляни луѓето на полноќ и кога дојдо до селото наше за нас да стигнат, се осуна, беше мај месец и дојдо рибарите од езеро, дојдо овчарите и така остана нашата фамилија, ние да бидеме и денес живи. Не само тоа, ами беше еден програм на таа бугарска фашистичка полиција и војска, да татко ми, Бог да го прости, и мајка ми велеа наме на вечер со жената, сега рече ќе направиме вака. Како? Ќе се поделиме рече ние, фамилијата, затоа што ќе ни интелирае нас рече, па вие со нестата и со мучето да останете дома. Ете, тие беа такви горчливи животи на таа историја на борбата и револуцијата. Македонскиот народ, ако не пострада во селото наше, пострада на секаде, а и ние пострадавме, затоа што се вршеа разни откупи, се вршеше разен притисок, малтретирање, но благодарение во нашето село немаше издајство, луѓето беа сите за секој, ако може да го помогни и да го зачува комшијата и селанецо, а не да го предај, како непријател. Кога ти дојде време да се жениш, кога си барате невести, одете во други села да земите невеста, или си барате од селото да си земите чупа, одбрана од фамилија? За тога сега малку поинаку нешто да кажам. Тога не се одберваа невестите ко сега. Тога имаше еден обичај кај селаните, велеа ќе најме еден стројник и стројникот ќе помисли која невеста чини за филан
дете за Зоран, за Петко, за Рајко, за Стајко и така се одеше. Па јас за среќа од едно село суседно, Крани, таму учев школу и таму ја завршив школијата и од таму ми дојде случајот за да се одберам мојата супруга, која и денес живеам од 39 година до денеска со фамилијата, па и ни дарува Господ еден плод, 3 ќерки имам и 2 сина. Каде викае невестата и се не кажи ни, каде викае чупината и децата? Па имаше тога, невестата вика, Менка се вика. Менка, многу убаво име. И од село некој девојки што ме сака, сега не можам да речам, оти тие не чини, али ни сакам јас. Само ето реков дека обичаја беше тако и така оне, али ето. Па имаме и внучина сега од ќерките. Как ти вика синоите? Шом бе имината? Синоите? На синоите. Син ми се вика по Старио Славе, по Марио Ванчо. Ќерка ми најстарата се вика Стоја, по малата, средната по право се вика Менка, на мајка името го носи, и по малата ќерка се вика Наумка. Кога дојде ти сега си порастеа, ти се родија маличките и си дојде од што беше од Партизан, де беше на Аскер, што работаше за да ја раниш ти таа фамилија? Работата беше ваква, како што знаеме, селяните се селани, со земјата се занимававме, садевме тутун, садевме грозје, лозја, жито и така натака, али можам да речам слободно дека татко ми беше многу домаќин и мајка ми, и ние и послушвавме и работавме, исто така и јас, како и жената уште повеќе, наша другарката, и децата, и живеевме еден нормален живот. Јас по животот од кога се родив и до кога сум денес уште што постојам, не видов некоја криза, некоја сиромаштија од гладост, од нешто да нема. Сега знаеме за разлика како беше тога, што имаме и што немаме, но ми е зборот за лепче и за алишта и за такви работи немавме ништо, мака и криза и за соль. Татко ми, Бог да го прости, во италијанско време одеше во Албанија, во Корча, 3 пати 4, земаше по неколку кила соль, една грудка, носеше, па печеме во фурната тамо и не пострадаме ни за соль, ни за газија, ни за лепче, ни за ништо. И секој ќе дојдеше од кај нас ќе побараше дури пари, назаем ако правеше куќа и за да си купи едно прасе и така натака, ние ќе му помогнеме, луѓето честно и поштено ќе си вратеа тоа што бартеа. Шо ука му даде на децата твои кога порастеа? Уката за децата наши беше времето такво што не можеме да стипендираме и да продолжуваат голема наука да продолжат и се занимававме, како што рековме, со земјоделие, со фамилијарниот живот. Тие завршија основно некој 4 годишно и некој 6 години, па поред тоа, кога дојдоа во Канада, синоите, мислам, ќерките се постари, јас му реков, му предложив, учете деца, затоа што науката си е наука, секогаш ќе ви поможи во животот. И тие, доколку што можеа, разбира се, направа нешто за да живеат и денес се добри, домаќини, се жена, се имаат фамилија, имаме и внучина од нив, кои се радуваме, па најмалото ни го носи името Стефана. Зошто се нагаса да ја излезе од Македонија и да дојде ту во Канада? Зошто се нагаса за да дојде тука? Беше од сиромашчија или да бара кубаа живачка? Видете вака. Јас дојдов 68 година, 11 јануар овде, имав ќерка, средната ќерка не беше тука, и зет ми ме покана да дојдам на визита, имаше до внуче, што ми се роде,
ćerками. И јас планирав слободно, можам да кажам, да бидам во Канада за една година и да се вратам. И ако спечалам во Канада $1000, кој ќе одам во селото да бидам најбогатиот човек. Не било така тоа. Тоа било малку поинаку. Зашто крај нема на животот. И полека, кога дојдов тука, имам и пријатели, и роднини, и браќани, и така натака. Тие ми рече, абре, уште рече тамо децата ќе остаеш да пасе овци, да орае, да копае. И како било, како и многу народ, така и ние. Па, ето, може беше грешка, али мислам дека не беше грешка, дојдовме и оваа земја е нормално за луѓе работни, за луѓе честни и поштени, домаќини, може да живеат и ќе беше убаво да бидиме заедно сите ние, отколку да бидиме разделени. Затоа што денес живото разделен е тешки, некој во Австралија, некој во Канада, некој во Америка, некој во Европа, некој на старите, многу е тешко тоа, па благодарение за среќа, фамилијата ми е цела тука, и внучина, и ќерки, и синови, и зетови, и така. Кога дојде туа, ние тамо, знаеш, вистина има сиромаштија, ама сме слободни. Немаме ни полиција, ни никој што да ни вели што да правиме. Секој еден се има стоката и се ја прави работата и е слободен. Ту, кога дој човеко, е позатворена живачката. Како се види туа живачката кога дојде со сете? Јас казав и пак ја речам, мислев и уште мислам, не можам тоа да го откажам, дека родниот крај е мил. Огништето е мило, гробовите на дедото, на таткото, на браќа и да кој било, се најмили, се. Само пак ќе се вратам дека ако се вратиме ние денес со децата и со времето за живење, не можам да напаѓам тамо дека нема живот, али е за нас потешко затоа што ние, она што го имаме куќата, остаре, без стопан куќа не бидва, лозијето се исуше, јако беревме 5000 кила грозје, секој имаше мерак да помени кај лозијето да го види, какво грозје, какво лозје и до доро да види како е наредено тутунот, како се наредени дрвата, ама куќата сака домаќин, без домаќин не видва ништо. Кај сакаш оди? Сакам да допитам се едно нешто. Слободно. Кога беше помлад, по цела живачката твоја, што ти беше во партизанското, и што ти дадува вија медалствува на тебе, зошто ти подарија тие вија на тебе? Што направи ти на тоа време за да ти даде вија медал на тебе? Добро, не само мене, на многу борци му дале и поголеми медали. Тоа е заслуга на народ. Тоа е народни херои. Народните херои се едни кои загинале за историјата на борбата и револуцијата на македонскиот народ. Борците се борци, војниците се војници и така овие што ги носам јас ми се дадени за заслуга на народ од таа југословенска армија која бевме за до вчера ние во армијата. Тоа е. А овие се од Канада. Од Канада ми се дадени затоа што ние како иницијатор јас во 1982 година во Канада формиравме друштво на борци од Народно-ослободителната војна на Македонија во Торонто со одобрување на законот на војните ветерани на Канада, кои беа присутни мистер Колин Грин и мистер Сем, дистрикт команда и команда Зон. По законот на Канада, по заслугата и сојузништвото на борбата на револуцијата на Југославија и Канада, ми ги доделе и овие медали што ги имам, законот на војните ветерани на бранчот 617. Што направиш во партизанското?
ти самио, кој се наодвате по голема борба некаде, што направи нешто ти за да се благодариш за што се бореше за македонскиот народ? Ние направивме многу нешта, знаеш, со тоа што нештата не само јас што ги правеше секој борец, секој војник, секој македонец, колку што ќе бореше и на каква позиција ќе се најдеше. Ние направивме и многу луѓе, наши браќа и до нас другари загина, а ние останавме за среќа и не поживи. Ете сме ние тие што сме преживеани од тие борците, за денес да можеме и пред вас, како наши млади генерации, наш млад македонски народ, да ви прикажеме, да ви раскажеме, дека да ни разберете и ние колку што можевме, толку направивме, маките ги знаеме и маките наши од таа историјата на борбата и револуцијата не се вака лесни за 2-3 сати да ги раскажеме. Ние треба да зборуваме може повеќе денови, 3-5 дена, 10 дена, за да раскажеме од крај до крај ако почнеме. Но ова е кратко вака што се запознаваме ова вечер, па затоа ви благодариме многу на вашето внимание, што ни дадовте ваква можност. Што те бенди се најповеќе во земја кога дојде во Канада, за да си речиш од туа ќе треба да и раста внучина, внуци, синови и цели? А видите вака, затоа да видиме на едно наше земјичко разбирање. Земјата, Канада, Македонија, било Грција, било која, животот што го поминал човек со тешкоти, со сиромаштија, со криза. Разлика е тоа што денес живееме во Канада и можеме да кажеме слободно, во тоа време разликата е голема што условите на животот сами покажуваат за еден систем како треба да се живее и како се живее. Имаме ние, слободно ќе кажам дека уште слаби работи во Македонија, пониски, не од нешто за богатство, тоа е на културата и свеста и на човекот кој го држи местото работно, што треба да сврши работот. Ево јас бев пред на 12 септември се вратив од Старите. И си зборувам тамо слободно, како во куќа моја, како во држава, со народ наш. Браќа, треба да се научиме да работаме како што треба. Тие, оние старски работи и довчерашни слабости, да ги отврлиме, зашто денес сето е инаков е. Па затоа можам да кажам дека и нашите луѓе од ден на ден се учат и се ќе разберат дека треба да дојдеме до една свест, до една култура, за да може на човекот да му се поможе по потребата што бара. Ти ми се пулиш доста политичен си. Не сум политик. Какви се пули канадската политика што работа е туа? И која politics te bendis pa poјке. И се што сме во време за да вотаме. Мене ме бендисва Канада, ја поздравувам Канада како демократска земја, како слободна земја, со човечки права, со сите оние потреби за живење на луѓето што му се оправдани, што може да ги примаат и да живеат. Јас ќе ви кажам уште еднаш дека не сакам, не можам да влезам во политика, која и каква партија. Партијата ќе се одбери државата. Ако е до нас, ако имаме таква сила, такво право, тоа е посебно нешто. Ма тука во Канада ние имаме сила. А кој да речеме се ти, која партија те бендисва да речи за во Канада сеја, за да вотаме?
Ако ви кажам, можете се смеете. Партиите, јас толку и познавам кои се и какви се. 2 или 3 или 5. Партија Бендисон во Канада, која ќе поможат на работничката класа, на работниот народ. И за неја ќе гласам. Стефан, сега кажи ми, профче, во Бојо, некоја историја, како минувате во Орманието со народо, во германското па се биете, во снегоите, кои ви замрзнуваа нозете врзани со дијала? Види, времето беше тешко за борбата и ние како партизани немавме територија ослободено во тоа време, во почетокот на борбата. Моравме да се криеме по планините, во снег, во дојдови, во води. За да преминиме, требаше вардар да одиме низ водата. Беше блокирани мостовите. И така, кога ќе се сретнеме во борба со окупаторот, германски, со фашистичките окупатори бугарски, полиција, војска, борбата беше жестока, тешка беше. Гиневме, а гинеа. И победата беше секогаш на партизаните, затоа што ние имаме еден наш програм. Ние не велевме батальонот ЕВН. Ако беше батальон, ќе кажешме бригади, ќе кажешме дивизија. И верувајте, така секогаш тие и да не сака беа пропаднати и бугарските полиција и војска и германска војска. Еден пример во Охрид, градот, кој се повлекува германците, нападна 5-та прилепска бригада. Во Охрид загинаа 30 партизани, а загинаа тие многу повеќе број германски војници. Не само во Охрид, такви примери имаме ние из цела Македонија. Македонија никој не ни ја ослободи. Верувајте, цела Македонија, република, докато постае град и село, само македонската народна војска ослободи. И по тоа продолжи нашата борба и натамо во заедничката борба со југословенските народи и на Сремскиот фронт. Нашите борци, македонци, на Сремскиот фронт на прва борбена линија се најдува. Дадовме жртви, но нашите борци се качуваа на тенковите, на борните коли со голи раце. И така, ете, еден ден дојде капитулација на тој фашистички окупатор. До последното време, во 1945 година, 15. мај, на 9. мај беше прогласена капитулацијата на Хитлер на Германија, каде беше ставено во Берлин руското знаме и сврнено германското. После 15. мај беше цела купна окупација ликвидирана на тој фашистички окупатор. Борбите се грозни, борбите се тешки и како што велат да не се поврати борба. Борбата не носи ништо добро, никакво богатство. Борбата е штета на народите и народностите. Што стори чупите? Дали игра некоја роло во партизанското време? Жени, чупи, дали ујдо партизански совест да се боре во Орманието?
За времето на борбата партизаните и партизанките беа равноправни. Имаше полно многу партизанки, не само партизанки, и позадинки, и мајките на партизаните, и мајките на партизанките, и во народно-ослободителната борба учествува и многу мали деца од 3 години и од 5 години. Еден пример ќе ви кажам. Тоа беше, ако сакаше мајката да преноси една врска за партизаните, од една куќа да оди во друга куќа, да каже, та не спееше да го носи писмото мајката со себе. Ќе му го ставеше во чорапчето на детето и ќе го земеше во раце детето, ќе го кренеше и детето ќе беше борец во борбата, затоа што тоа го носи писмото. Еве вакви се случаите. И ние имаме не само тоа, борци и војници во борбата, имаме ние и позадина, имаме ние народна младина, имаме народен фронт. Целиот наш македонски народ, имаме пафежи, сите беа организирани во таа историска борба. Е така борбата стана победоносна над фашизмот. Ако кажеме ние само борците се боравме и војниците, ќе сгрешиме. Нашиот македонски народ, сиот се бореше. Само некој што беше предавник, тој можеше да не биде борец во борбата на македонскиот народ. Инаку не може да не биде борец и млад, и стар, и машко, и женско. И затоа се пееше песната. И легоме ние смели партизани, на нас најгоце знамето се вее. Погори полја, на сите страни фашистка крв се лее. Ете таа беше борбата на нашиот македонски народ. За слободата. Сакам да те се благодат многу што ти е слушна твојата историја и твојата мака и твоите радости на живачката твоја. Сполајки многу, од тука сме во Canadian Macedonian Place со Стефо Стериовски. Добра ноќ. Ние благодариме многу на честа и на разбирањето што си го направиме заедно. Тоа е за историјата на нашиот македонски народ, за нас македонските синови, ќерки по светот и во Република Македонија. Да живее Република Македонија. Да живее.